Домот за стари лица Зафир Сајто очекува позитивен одговор од Министерствата за социјална политика и финансии за дополнителниот број на вработувања откако претходно одлуката за годишниот план за вработување во 2027 година помина на Советот. Во установата има потреба од повеќе профили, меѓу нив социјални работници, физиотерапевти и медицински сестри. Во овој момент имаме 172 корисника со тенденција, бидејќи сега имаме веќе прием на нови корисници, таа бројка сигурно со сигурност ќе се зголеми за неколку наши корисници. Сами знаете дека оваа бројка секогаш варира зависно од сместувачките капацитети, тоест од лицата кои или ќе починат или ќе се одселат или од некои други разлози ќе се преземат во некоја друга институција. Сами знаете дека ние имаме законска обврска преку Законот за социјална заштита, секогаш треба да изготвиме социјален план, тоест план за вработување кај нас. Врз основа на планот на вработување ние имаме потреба од 27 лица, но спрема нормативите баш пред некој ден ги гледавме, може таа бројка да се зголеми. Како што знаете исто, Советот даде зелено светло, благодарно за сите советници, до председателката на Совет, бидејќи едногласно беше донесена оваа одлука. Истата е спроведена, тоа е спратена до нашето надлежно министерство, Министерството за социјална заштита, сега демографија и млади. Чекаме позитивен одговор од нив и после тоа се доставува документација до Министерството за финансии. Се надеваме за позитивен исход, бидејќи како ни е битно, еден од главните чинители е човечката работна сила во овој дом, бидејќи имаме голема потреба од вработување. Нашите вработени даваат над човечки напори. Ние сами знаете дека 24 часа е домот во служба. Многу тешко, но пак ќе кажам, сите вработени даваат над 100% од своите работни ангажмани, тоест помагаат секој на секој само да добијат поквалитетни услуги нашите корисници. Највеќе ни е потребно негователки, но исто така имаме голема потреба, ние немаме социјален работник, немаме воспитувач, работен воспитувач, кој е од големо значење за нашите корисници, заедно со физиотерапевт, да ги оспособат, тоест да можат сите наши корисници да имаат витални функции, тоест самите да одат, да се движат, да се хранат и така натаму. Значи, многу категории на вработување ни се потребни, но мислам дека работниот терапевт, социолог, социјален работник, медицински сестри, негователки ни се многу потребни. Исто така ни се потребни, се разбира, правници, сметководители и така натаму, но овој момент ги ставиме на страна, бидејќи водиме грижа нашите корисници да имаат поквалитетен живот и поквалитетна услуга. Ние имаме договор вклучено со ординација Габриела. Таа доаѓа 2 пати во неделата во домот. За жал, законот е сменет, законот за социјала повеќе не влегува во здравствените услуги, така да ние немаме лекар. Ние ќе покренеме иницијатива, заедно веќе разговаравме со директорот на домот во Прилеп, да покренеме иницијатива дека ни е потребен лекар, но за жал Министерството за здравство тоа највеќе ќе го определи. Исто така, доколку има законски измена, ние ќе покренеме иницијатива, законската измена да биде во склад со нашите потреби, бидејќи тука сите овие луѓе што се, да не кажам сместени, имаат потреба од лекар, бидејќи сами знаете дека животниот век на луѓето се зголемува, но со тоа се зголемуваат и потребите. Како и многу наши сограѓани, ние исто имавме многу проблеми околу ова последно време, имавме неколку паднати дрва, имавме и скинати инсталации, прозори, проблеми со кровот, кровните конструкции, полуци, се тоа го решивме со донатори и со нашите заедно вработени, заедно работевме да ги санираме овие потреби, бидејќи немавме финансиски средства за жал за такво некој опфат, и затоа сами со наши некои пријатели, како што кажав, и донатори, сето тоа го средивме и немаше, како што знаете, некои негативни импликации врз сето тоа, врз работењето на домот.